За 3 месеци францускиот амбасадор по втор пат во посета на Штип. Предходниот пат овде беше протоколарно, овој пат намерата му била да види како новиот градоначалник во овие 3 месеци управува со општината. Parce que ce sont deux élus de terrain qui se rencontrent. И сакаме да видиме, нели, после неколку месечната работа, кои се проектите, но и кои се промените кои што се случуваат на теренот. И навистина ми е драго што забележувам дека господинот градоначалник ја почнува својата работа со проекти кои што обединуваат. Des opinions autour de projets. Овој пат амбасадорот беше во друштво со пратеничка од францускиот парламент, инаку задолжена за прашање за Западен Балкан. À l'initiative de monsieur l'ambassadeur, je suis... Навистина сум почестена денес што сум ваша гостинка на иницијатива на господинот амбасадор, за да може да ја направиме своевидно разменување на мислења во однос на она што значи локална, но и национална политика, особено со колега, затоа што јас лично сум пратеник во Француското собрание, член на Комисијата за надворешни прашања, подпредседател на Комисијата за европски прашања и подпредседател на групата за пријателство и соработка со Македонското собрание. Et également vice-présidente du groupe d'amitié France-Macédoine. Пред двајцата гости, градоначалникот Бочварски ги образложи најважните делови од неговата работа. Сите крупни капитални проекти кои што ги отпочнавме, го запознавме амбасадорот и тој ги кажа неговите мислења. Добивме секако поддршка да продолжиме вака да работиме заедно со граѓаните, во интерес на граѓаните, се со цел да имаме широк опфат на она кое што го работиме, бидејќи вклучувањето на граѓанскиот сектор е многу важно во одлучувањето. Освен во Штип, гостите од Франција беа во посета и на општина Кочани. Овде ги додирнавме покрај другите прашања и нашите стратешки интереси за развој на нашата општина, искористување на нашите природни богатства, како што се термалните води и евентуалната можност за натамошно разговарање и изнаоѓање потенцијални инвеститори од Република Франција. Во Кочани денес беше и амбасадорката на Швајцарија, која го посети градилиштето на пречистителната станица за отпадни води.